Добродојдовте во урбаните вести на Прва Скопска. Општина Газибаба објави јавен повик за субвенционирање при купување на печки на пелети. Ова е веста на денот, а во продолжение ги гледаме денешните наслови. Градот воведе зонско паркирање на средно водно. Општина Газибаба ќе субвенционира при купување на печки на пелети. Започна акција за раззеленување на Карпош. Сабота во паркот Авион целодневна хуманитарна забава за родинденот на општина Аеродром. 100 денари за првиот час, а 50 за секој нареден за време на викендите и празниците. Ке плаќаат сите кои сакаат да се рекреираат во парк Шумата Водно. По првичната забрана за движење на автомобили за време на викенди и празници, градската власт одлучи со скапа паркинг карта да го решава метажот на средно водно. По 16 часот паркирањето ќе биде слободно. Откако подолго време угостителите лоцирани на средно водно се жалат на лошата заработка поради забраната за движење на моторни возила на водно за време на викенди и празници, градот Скопје одлучи да ја преиспита одлуката која беше донесена во ноември минатата година. Имено, како што тогаш објаснуваше градоначалникот Петре Шилегов, оваа забрана за движење на моторни возила имаше за цел да го намали загадувањето на воздухот и да го намали метажот од паркирани возила. За волја на вистината, метеж на водно повеќе нема, но нема ниту рекреативци, што директно удри по џебот на стопанствениците. Од одлуката на градот не беше поштедена ниту црквата Света Мала Богородица, која обстојува од самофинансирање. Пред 2 месеца Пиро Митровски, домакин на црквата, со жалење раскажуваше дека во последниве месеци не се случила ниту една венчавка, ниту крштавка, што го отежнува одржувањето на Божиот храм. И по многу упатени апели, градската власт наместо со забрана за движење, метежот на водно одлучи да го намали со воведување на зонско паркирање. Имено на седница на Совет беше утврдена цената за паркинг услуга на средно водно во рамки на зоната А0. Цената за 1 час паркинг изнесува 100 денари, а секој нареден час по 50 денари. Го прашавме Горан Арсовски, собственик на ресторанот К на Старо Скопје, дали е задоволен од одлуката на градот, на што тој вели дека 100 денари за 1 час паркирање е прескапо, а неговиот став го делат и граѓаните кои ги ангетиравме. Дали ја поддржувате одлуката за воведување на зонско паркирање на водно? Не. Дали би отишле на водно со автомобил доколку платите 100 денари за 1 час? Па се би отишле заради малечкото, иначе во друг случај не мислам дека за природа не треба да се плаќа. Не знам, не. Не. А дали би отишле на водно со автомобил доколку плаќате 100 денари за 1 час паркирање? Па може. Не, премногу е. И да и не. Од една страна е добро, а од друга страна е лошо. Некои јас сум пензионер како ќе стигнам догоре. Не може стигнам да Дали би користеле јавен превоз да отидете на водно или пак со автомобил да се плати 100 денари за првиот час паркирање? Може. Би користел и превоз кога можам, а може и кога ќе возам со автомобил. Зоната А0 покрај за средно водно ќе важи и за Скопското Кале. Досега јавното предпријатие Градски паркинг немаше А0 зона, а во А зоните беше дозволено паркирање од најмногу 2 часа. Општина Газибаба објави јавен повик за субвенционирање при купување на печки на пелети, реконструкција на кровови на станбени згради и изградба на нови и реконструкција на постојните лифтови. Жителите од Газибаба кои имаат интерес за трите проекти ќе може да се пријават најдоцна до 14 мај. Како што информираат од општината, јавниот повик ќе се реализира по принципот прв дојден, прв услужен. Согласно буџетот за 2018 година, општина Газибаба распиша повеќе јавни повици кои се дел од мерките на општината во делот на енергетската ефикасност. Градоначалникот Борис Георгиевски информираше дека жителите на Газибаба до 14 мај имаат можност да аплицираат за субвенционирање при купување на печки на пелети. Во буџетот за оваа намена планирано е да се издвојат 3 милиони денари. Општината за овој проект ќе надомести 70% од трошоците за набавка на печка на пелети за овие домакинства кои ќе набават печки до 14 мај. Градоначалникот Георгиевски додаде дека општината ќе додели 100% финансиска поддршка на куќните совети за реконструкција на кровови на 10 стамбени згради. За овој проект одвоени се 5 милиони и 500 илјади денари. Целта на ова мерка е замена на старите азбестни кровови, како и остварување на еден од условите
со кои потоа може да се изготви енергетска ефикасна фасада. Како општина подготвуваме план со кој ќе го започнеме процесот за поставување на енергетски ефикасни фасади на стамбените згради во општината. Преку овие мерки за јакнење на енергетската ефикасност создаваме услови за чиста животна средина. Ова година општината заедно со ЕЛЕМ ќе започне со подготовка на проектна документација за изградба на топловодна инсталација во новата населба Хиподрум 2, покрај проширување на топлинската мрежа. Како општина работиме на подготовка на проекти и планови за гасификација на општината. Георгиевски додаде дека општина Газибаба работи во интерес на граѓаните. Распиша нејавен повик за реконструкција на лифтовите во стамбените згради. Со овој проект ќе се реконструираат 5 лифтови, а ќе бидат поставени и нови, зашто во буџетот се издвоени 2 милиона денари. Како градоначалник на општина Газибаба ги повикувам сите граѓани, куќни совети кои ги исполнуваат условите предвидени во јавните огласи да аплицираат. Искористете ја ова можност која дава општината преку мерките за енергетска ефикасност. Сите заинтересирани граѓани повеќе детали околу роковите како и условите пропишани во јавните огласи може да добијат на веб страницата на општината или директно на шалтерите во општина Газибаба. 113 нови дрва ќе бидат засадени во општина Карпош во рамки на акцијата за раззеленување. Акцијата започна од урбаната заедница Владо Тасевски, каде што во близина на платото беа засадени дел од новите дрвја. Градоначалникот на општина Карпош Стефан Бокоев денеска најави голема акција за раззеленување на општината, во рамки на која ќе бидат засадени 113 нови висококвалитетни дрвја на територијата на 4 урбани заедници: Владо Тасевски, Тафталидже 1, Карпош 1 и Карпош 2. Ке се засадат 49 листопадни дрва од видот јасени и ацери и 64 зимзелени дрвја, туи и кипарис. Акцијата започна од урбаната заедница Владо Тасевски кај млечен ресторан, каде што во близина на платото беа засадени дел од новите дрвја од страна на службите на општина Карпош. Целта на оваа акција е да го реконструираме и да го освежиме меѓублоковското зеленило, односно запуштените зелени површини внатре во населбите, односно помеѓу зградите, за разлика од друг пат, каде што најчесто се садат дрвореди покрај главните сообраќајници или булевари, решивме овој пат директно во малските паркови, односно меѓу зградите, да засадиме 113 дрвја. Акцијата за засадување на 113 нови дрвја чини 350.000 денари. Исто така во втората половина на април, општина Карпош ќе спроведе координирана акција со град Скопје и јавните предпријатија за дополнително засадување на нови дрвја. Ова акција продолжува и во наредните 10 дена заедно со градот Скопје, каде што ќе имаме уште едно садење на дрва, а ние ќе продолжиме и на есен со останатите урбани заедници во Карпош. На бетонското сивило одговараме со уште повеќе зеленило во Карпош. Општина Аеродром нема ингеренции да ја спречи изградбата на зградата која почна да се гради во реонски центар Аеродром. Од општината информираат дека одобрението за градба е издадено во 2016 година, а платени се и комуналиите. Општина Аеродром понизата реакции во јавноста во однос на изградбата на станбената зграда на акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбени деловен простор во реонски центар Аеродром. Ја информира јавноста дека одобрението за градба за таа локација е дадено на 9.11.2016 година, а комуналиите се платени пред тоа. Инвеститор за оваа зграда е акционерското друштво за изградба и стопанисување со станбени деловен простор или поранешно ПУИК, односно државна институција, и настанува збор за приватен инвеститор. Од општината велат дека градоначалникот Златко Марин веќе остварил средба со граѓаните од овој дел од населбата и ги информирал дека самата општина нема ингеренции да ја стопира градбата.
туку е потребен договор помеѓу ПУИК и изведувачот на објектот. Општина Аеродром ќе поддржи договор кој ќе биде во интерес на сите застигнати страни, но она што јавноста треба да го знае дека решение треба да се бара на релација ПУИК и компанијата која треба да го гради објектот, велат од општината. Единствен начин да се спречи урбаниот хаос и да се изработат нови детални урбанистички планови, кои ќе се проектираат по сите стандарди и нормативи за хумано и квалитетно живење и почитување на просторот како ресурс и јавниот интерес на сите жители. Општина Аеродром не е инвеститор на таа зграда, АДСДП или поранешно ПУИК, стамбеното предпријатие инвеститор на таа зграда. Одобрението за градба е дадено пред скоро 2 години. Во 2016 година платени се комунали и тука веќе завршуваат ингеренциите на општината околу тој објект. Договор единствено може да направи предпријатието за стамбен делен простор заедно со инвеститорот што ја гради таа зграда. Доколку се договори стамбеното предпријатие со инвеститорот, ние сме се расположени за секоја правна можност што може да биде во корист на самите граѓани. Општина Бутел викендов ќе организира акција за собирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори. Од општината информираат и дека по завршувањето на акцијата граѓаните се уште ќе можат во 3 контейнери да ги одложуваат непотребните и расипани електронски апарати. Општина Бутел викендов ќе организира акција за собирање на електричен и електронски отпад и отпадни батерии и акумулатори и за таа цел ги повикува граѓаните да го подготват непотребниот електричен отпад и да ги изнесат старите, расипани и непотребни електрични апарати пред своите домови или стамбени згради, како би можеле екипите на општина Бутел да го соберат, односно да го товарат во соодветни товарни возила, се вели во соопштението од општината. Во сабота на 14 април од 9 до 16 часот отпадот ќе се собира во населбата и село Радишани, Расадник и Љуботенски пат, а во недела на 15 април во периодот од 9 до 14 часот од Бутел 1 и 2 и Скопје Север. Од општината информираат и дека по завршувањето на акцијата граѓаните ќе имаат каде да ги одложуваат непотребните и расипани електронски апарати. На територијата на општина Бутел веќе се поставени 3 контейнери пред општина Бутел, пред основното училиште Ацо Шопов и пред основното училиште Петар Здравковски Пинко. Предходно граѓаните ќе треба да го побараат надлежниот редар кој ќе им го отклучи контейнерот во кој ќе се складира непотребниот електронски уред или друг електричен отпад. Со целодневна хуманитарна забава за сите возрасти, в сабота општина Аеродром ќе го прослави својот 13-ти роден ден. Забавата има хуманитарен карактер и во соработка со Црвениот крст ќе се собираат средства за социјално загрозени семејства од општина Аеродром. Под мотото "Растеме со Аеродром" на 14 април в сабота општина Аеродром во паркот Авион со хуманитарна забава ќе го одбележи 13-тиот роден ден на општината. Роденденот оваа година ќе биде од отворен карактер, а целодневна забава ќе има за сите возрасти. Забавата ќе почне во 12 часот со настап на децата од детските градинки и основните училишта, а ќе биде збогатена со присуство на кловнови и магионичар. Од 15 часот на сцената ќе настапат младински бендови и хип-хоп групи. Во истиот период ќе има 3 надпревари во кои учествуваат сите основни училишта. Истовремено, ликовните таленти од основните училишта ќе цртаат по повод роденденот, пошто ќе бидат доделени награди за најдобар кошаркар, ликовен уметник и поет. Вечерниот и централен настан кој ќе почне од 19 часот а ќе трае до полноќ, ќе биде збогатен со професионални бендови и изведувачи кои имаат потекло од Аеродром. А забавата ќе се заокружи со настап на Драган Б. Костик. Граѓаните ќе имаат можност да уживаат со концерти на квартетот на македонската опера и балет, Марко Кума и Црни, Бенисон Нонстоп и Златко Оригјански. Градоначалникот Златко Марин и Нора Шакири денеска упатија покана до граѓаните да дојдат на роденденската забава на општината и изразија надеж дека граѓаните ќе ја покажат хуманоста за социјално загрозените семејства од општина Аеродром. Забавата ќе биде од отворен карактер, ќе има хуманитарен дел во кој собраните средства заедно со Црвениот крст ќе ги донираме во социјално загрозените семејства. Ќе промовираме социјално предприемништво заедно со здруженијата што работат со ранливите категории, ќе земат учество здруженијата Лице в лице, Солем, Во мојот свет и Порака. Целата забава ќе трае од 12 часот па до вечерните часови, значи очекуваме бројка, убаво ќе биде времето, сите може да поминат. Дојдете во сабота да поделиме радост, да поделиме и малку тага, да помогнеме и се разбира да ги охрабриме
младинците и да се забавуваме со почеток од 19 часот па се до 24 часот. Сите кои сакаат да помогнат на социјално загрозени семејства од општина Аеродром може да донираат на жиро сметката на Црвениот крст на Република Македонија или да дадат свој придонес на самиот настан во специјалните кутии за донации. Со цел да се подржи развојот на социјалното предприемништво, во текот на целиот настан, невладини организации и здруженија ќе имаат можност да изложуваат производи и да ја представат својата работа пред јавноста. Јубилејното 30-то издание на Сајмот на книга ќе се одржи на нова локација во ВИП-арената Борис Трајковски од 3 до 9 мај. Скопски сајм за сите организирани групни посети на ученици обезбедува бесплатен влез. Од 3 до 9 мај 2018 ќе се одржи јубилејното 30-то издание на Сајмот на книга, а годинава локацијата е ВИП-арената Борис Трајковски. Учество на Сајмот ќе земат сите значени издавачки куќи во Македонија и издавачките куќи од регионот. По повод 30-то јубилејно издание на Сајмот на книга, Скопски сајм за сите организирани групни посети на ученици обезбедува бесплатен влез. Донацијата за влез на ученици се обезбедува со цел промоција на најмасовната културна манифестација во земјава, популаризирајќи ја книгата и негување на читателската публика уште од најрана возраст. Се очекува зголемено присуство на посета на ова јубилејно издание на Сајмот, да ја надмине бројката од редовните 40.000 посетители, соопштува Министерството за култура. Издавачките куќи најавија дека ќе ги представат своите најнови изданија, како и голем број на промоции, средби со автори и големи сајмски попусти. Делови од општините Ѓорче Петров, Сарај, Карпош и Шуто-Ризари утре ќе останат без електрична енергија поради закажани технички зафати во електродистрибутивната мрежа. Дел од жителите од улицата Иван Цанкар во општина Карпош утре од 9 до 13 часот ќе останат без електрична енергија, а од 8:30 до 10 часот корисниците од улицата Војвода Васил Чакаларов број 1 во општина Карпош. Во периодот од 9 до 11 часот без струја ќе бидат корисниците на водната пумпа во село Радуша во општина Сарај. Без снабдување со струја од 9 до 13 часот и 30 минути ќе бидат жителите лоцирани на улиците Ѓуро Салај број 14 и Пробиштипска број 18 во општина Ѓорче Петров, а од 12 до 13 часот и 30 минути дел од корисниците од улицата 40 во село Волково. Во периодот од 9 до 15 часот без струја ќе бидат дел од корисниците од улицата Пелагонија, а од 9 до 14 часот без струја ќе бидат корисниците од булеварот Македонско-Косовска бригада, под улица 10 и околните улички во општина Шуто-Ризари. Како што информира регионалниот центар за управување со кризи на град Скопје, прекините се поради закажани технички зафати во дистрибутивната електромрежа. Денеска имавме сончево време со температура до 25 степени. За утре и следните денови метеоролозите најавуваат сончево и топло време со умерена облачност. Температурата утре ќе достигне до 26 степени. Во сабота температурите ќе се движат во интервал од 11 до 27 степени, а во недела од 10 до 24 степени. Во понеделник температурата ќе се движи во интервал од 10 до 22 степена. И уште една информација пред самиот крај. Композиторот Дуке Бојаджиев, кој живее и работи во Њу Јорк по пауза од 2 години, повторно ќе настапи пред македонската публика со 2 концерта во Скопје на 11 и 12 мај во Македонската филхармонија. Со ова информација го завршуваме и ова издание на Урбаните вести. Ви благодарам за вниманието. Довидување.